Општина Василево е една од општините во Струмичкиот регион која интензивно и паралелно работи на повеќе активности за подобрување на инфраструктурата и стопанството во тие населени места. Токму на оваа тема денес со првиот човек на општината во живо разговара колешката Родне, која веќе треба да ја имаме на линија. Родне, доколку се слушаме, повели. Така, Наташа, значи општина Василево е една од општините на југоистокот која што активно работи на проекти и на активности кои што се наменети за подобрување на квалитетот на живот на жителите од оваа општина. Неодамна беа објавени резултатите на ниво на Македонија кои покажуваат дека токму општина Василево ја има најуспешната индустријска зона во земјава. Продадени се 77 парцели на кои веќе се изградени стопански објекти кои добро функционираат, а во зоната има останато уште 10 локации за кои веќе се издадени градежни дозволи. Токму на оваа тема денес разговараме со првиот човек на општината, господинот Ванчо Стојанов, со кој го се разбира е гостин во живо во дневникот на телеканал А1. Господине Стојанов, како што веќе најавив, општина Василево ја има најуспешната индустријска зона на југоистокот. Како вие сте задоволни од функционирањето на стопанските објекти во оваа индустријска зона и што е она најново што доаѓа во однос на продадените парцели и издадени градежни дозволи? Така е, општина Василево е најуспешната зона во однос на развојот на индустријските зони во нашиот регион. Пред извесен период отпочнавме со интензивно со донесување на урбанистички планови кои ќе значат подобрување на квалитетот на живење на сите граѓани на општина Василево. Тргнувавме од два аспекти. Едниот аспект беше развојот на индустријата, а другиот аспект, бидејќи и самата индустријска зона поголем број од капацитетите се за откупно-дистрибутивни центри, сметавме дека на тој начин ќе помогнеме и на самите земјоделци, бидејќи нашите граѓани се занимаваат со земјоделие, да им помогнеме за продажба на своите земјоделски производи кои ги произведуваат во текот на летниот период. Што беше она клучно за успешно развивање на индустријската зона во Василево? Одлуката на Советот на општина Василево за намалување на комуналиите овде во нашата индустријска зона Василево и Градашорци беше еден од клучните фактори за сите оние бизнисмени кои сакаат да го развијат пошироко својот бизнис, да дојдат токму на територијата на општина Василево, а и се разбира добрата местоположба, географската локација која имаме овде како општина допринесе поголем број на бизнисмени да купат своји градежни парцели токму во нашата индустријска зона. Располагаме со индустријска зона со површина од околу 146 хектари и некаде околу 100 градежни парцели, во кои 77 капацитети веќе се изградени и функционираат и веќе вработуваат над 400 лица од територијата на општина Василево, за да таа бројка во летниот период, кога е откупната сезона на земјоделските производи, таа бројка достигне и до 500 вработувања во нашата индустријска зона. Јас се надевам дека општина Василево со истиот тренд ќе продолжи понатаму, а тоа е резултат на успешното менаџирање на оваа индустријска зона, сакајќи да го подобриме квалитетот на граѓаните и развивање на економијата воопшто на општина Василево и глобално на Република Македонија. Ние веќе продадовме уште 10 нови градежни парцели за кои веќе извадија и своји одобренија за градба. Очекуваме во текот на летниот период тие да отпочнат и со градење на своите капацитети, а пред некој ден продадовме и 3 градежни парцели за кои очекуваме во наредниот период да дојдат да ги извадат своите одобренија за градба, за да почне да функционира и четвртата индустријска зона овде во Василево. Но бидејќи имаме и граѓани кои не се занимаваат со земјоделие, меѓутоа сме подрачје каде што се одгледува квалитетно грозје. Во разговор со земјоделците, во разговор со заинтересираните бизнисмени кои сакаат овде да функционираат, општина Василево донесе уште една одлука за урбанизирање на винарска визба која ќе допринесе за подобрување на откупот на самото грозје кој во нашиот регион го произведуваат нашите земјоделци. Во разговор со многу заинтересирани кои сакаат да купуваат своји градежни парцели, ние како општина сме и општина која ќе биде прва со донесување на урбанистички план за изградба на фотоволтаици, бидејќи ние сме една регион каде што имаме голем број на денови во годината сончеви и тоа ќе биде еден од факторите да привлечеме што поголем број на бизнисмени кои ќе сакаат да инвестираат овде во општина Василево, а за тоа веќе имаме заинтересирани кои сакаат да купат своји градежни парцели. Јас се надевам дека и продажбата на овие градежни парцели и за винарската визба и за
за изградба на фотоволтаични системи ќе биде успешна, тргнувајќи од фактот дека општина Василево треба и понатаму да продолжи успешно да се развива. Општината исто така активно работи за вклучување во проектот Купи куќа за млади. Одамна изјавивте и проширување на урбанистичките планови со градежни парцели наменети токму за оваа цел. Докаде се активностите во врска со вклучувањето во овој проект? Така е, она што неодамна го најави владата на Република Македонија за да се подобри квалитетот на младата генерација заради обезбедување не само на вработување, туку и на свој собствен дом, општина Василево активно се вклучи и во проектот на владата на Република Македонија за проектот Купи куќа за млади. Во соработка за Министерството за финансии, таа соработка успешно тече и понатаму, општина Василево веќе работи на донесување на нови урбанистички планови, односно проширување на урбанистичките планови каде што ќе бидат опфатени градежни парцели во државна собственост и ќе бидат доделувани на оние кои сакат да обезбедат свој дом, односно своје живеалиште на територијата на општина Василево. Ние веќе подготвуваме урбанистички план за населено место Василево, каде што ќе биде проширен градежниот опфат, подготвуваме урбанистички план за населено место Пиперево, исто така за домување, а во исто време се работат и урбанистичките планови за Пиперево, за Владевци, Ангелци и Градашовци и дополнително ќе биде вклучено и населено место Сушево, бидејќи тоа е еден од централниот регион каде што имаме најмногу заинтересирани, а ние како општина веќе можеме и од истиот момент да се вклучиме во издавање на одобрение за градење за сите оние кои сакаат да аплицираат за проектот Купи куќа за млади, бидејќи издаваме одобрение за градба, сите оние што имаат сопствени градежни парцели да можат уште веднаш да аплицираат за проектот Купи куќа за млади. Дали досега имате некои податоци, дали има бројка на пријавени за овој проект конкретно од територијата на општина Василево? Значи, имаме голем број на граѓани кои се заинтересирани, доаѓаат за информации, меѓутоа се уште немаме пријавени и јас би сакал да апелирам и сите оние граѓани кои немаат и проект за изградба на куќи, општина Василево веќе ги има преземено сите оние проекти кои ги има ставено на страната на Министерството за транспорт и врски, а тоа се 5 проекти со различна големина на куќи, односно објекти за домување, веќе ги имаме и сите тие проекти ќе бидат издавани бесплатно на сите оние граѓани кои сакат да обезбедат и свој проект, односно да не имаат дополнителни трошкови и околу изработката на проект за изработка на самиот свој стамбен објект и тоа ќе биде еден дополнителен мотив затоа што и тоа за нив ќе биде бесплатно. Господин Стојанов, ви благодарам за гостувањето во Дневникот на телеканал А1. Благодарам и вам на поканата. Студио, дали има прашања? Родне, немам дополнителни прашања. Ви благодарам на тебе и на градоначалникот на општина Василево, а ние продолжуваме со Дневникот.